вака лјага. Каква убавина рани това битово. Дуња, јалан Дуња. Помине нашето кардаш, полни очи, празни раце. Сестри, од името на Востаничкиот штаб, Реонскиот револуционерен комитет и Извршниот совет, што пред малку го избраа народните представници, ви ја честитам слободата и републиката. Да живее! Ура за републиката! Ура! Да живее слободата! Да живее! Македонци, наносе сме пак, за да ослободиме својот куќен крак. Сите македонци, наносе сме пак, за да ослободиме својот куќен крак. Еј, гори полја, да чуе сиот свет, Македонија слободна, слободна ќе биде. Еј, гори полја, да чуе сиот свет, Македонија слободна, слободна ќе биде. Така е, мили мои браќа и сестри, нека чуе сиот свет. Македонија слободна ќе биде. Во името на слободата, во името на човечките правдини, ние кренавме пушка в рака. Ние ставивме глава в торба, зашто не можевме повеќе да ја трпиме тиранијата на царските бегови, ефенди и паши. Не за ситноста на богатите и силните кои не дотераа до питачки ста псите. И македонци, и власи, и албанци, и муслимани, со кои од дедо и прадедо си живееме како брајке на оваа земја и се прехрануваме со крвава пот. Ние, револуционерите, под клетва дигнавме пушка
и на нашето црвено од крв знаме запишавме смрт или слобода, за да си го запазиме животот, имотот, верата и честа, за да ги исечиме ноктите на балканските и на европските империалистички хени, што сакаат да не расчеречат, за да не заприлега нашата мила и богата татковина Македонија на пуста пустина. Ние веќе го кренавме тоа свето црвено знаме и назад враќање нема. Да живее слободата! Да живее! Смърт за тираните! Да живее републиката! Да живее! Го слушнавте што рече онај голтарон од балкон? Богатите го довеле народот до питачки стап. И кој се тие злостовници? Кој? Ние, јас, ти, тој. А што мислиш, Коста? Да се собереме сите чорбаджи, Да. па да појдеме право кај Карев? Не. Нема држава без пари да му речеме. Не. А парите се кај Како нас. Карев, Јокџанан. Јокџанан, тој даскал одама си има мрднато со умот, со пито полесно човек може да се разбере. Барем ќе знаеш на што си. Ако ти рече Пеки, ќе знаеш дека така ќе биде. Или пак ќе ти исцуе и маскара ќе да направи. Каде сте се стегнале вакаве, браќи? Во главниот штаб. Далеку, бога ми, далеку. Внимавајте од бушеваче шманатаму. Баш и бозуци сноват на секаде. Добро, добро. Ај со здраве. Ај со брат. здраве. здраве. Море мајка да се протури народов од играње. Се весела, синко. Слободија. Ашко сум! Да ти алал, бре, пито! Ќе го раздвоjem пито од паца. Чудно ми, чудно ќе го раздвоиш пито. Раздвој го ванчо од паца ако си имаш. Жими Бога ќе го раздвоjem, жими Бога. Ќе ги раздвоиш ти. Море, шаци, не биди будала. Имаме работа. Треба жито да се собира. Работа, работа! А бе, утре ќе останат фурните без хлеб. Андро, имаш плеќи, можеш да носиш. Доста чавче носиш. Што ти гледаш? Ајде со мене. Остави ја намира девојката, бре, суртуче. Има кој неја да ја води наоро. Види го ти него. Абе, тргни се, бе. Еј! Ајде да си одиме, морите били. Почекај малко, Маријано, почекај. Кога друг пат ќе видиме ваков сеј, види. Ајде. Ќе го најдеме орце, ич немај гајле. Ајде, ајде. Бати среќен на чавче, бати. Убо, вака се ќе седиме и ќе чекаме да се стемни. Ти реков не пуштаат да влезеш. Што можам јас?
А Љабакот вели ова не е свадба, туку глада. Јас ти реков да му кажеш на Карев, не на Љабакот. А Љабакот многу знае што е тоа кадро. Спомен за веким ту век море, еј! Разбираш ли човекот збор? Карев е зафатен. Кадросај ги кога ќе излезат. А исхраната? Како оди исхраната на четити народот, чаче? Фурните на Кире Ангелов, Тоде и Санда веќе работат. Ги мобилизиравме. Сиромасите ќе добијаат жито бесплатно, додека поимотните ќе го платат житото. Низ градот тргна и групите за реквизиција. Се што ќе земаме на расписка. Еви расписки веќе направивме. Добро е. Само некои поголеми резерви на храна во градот нема, Никола. Трговците чекаа на вршидба. Ќе дадете наредба по селата веднаш да почне вршидбата. Сите селани што во четите не ни се кој знае колку потребни. Пуштете ги, нека си одат дом. Нив нека ги замени градската милиција. Дреновчани се. Напред јаваат Екрем и Јунус. Галиба тргнале на пазар или на грабеж во Кушево. Може би не знаат дека градот е ослободен, војвода. На позиција! Ќе ги пуштиме што поблиску. Јас прв ќе стрелам. Не ќе ми избега сега Екрем, мамичето негова Араниско. Галиба некое големо зло ти има сторено, војвода. Не мене, Климе. На народот му дотегна тој скот. Планина Лакија му зеде столири за откупем, за спомен го отсече уото. На Ѓаку Бедин и Коле им ги ископа очите. Нишани! Јас прв ќе пукам. Колку доброволци се пријавија денеска? 180 началнику. Ги распореди во група од по 8 до 10 души. Оловни предмети да не заборавите. Ќе требаат за куршуми. Од се што ни е потребно. Сега за сега најмногу ни треба храна и муниција. Даскале, мора да се обнови работата во леарницата. И пушкарниците да проработат. Секоја пушка што е расипана треба да се поправи. Разбирам, војвода. Сепак, најпрвин треба да се реши прашањето за исхраната. Ајде ви, жирите ово поморго! Ајде побрзо, ајде момци! Здравоживо, Маро! О, здравоживо, тушен тројце! Да ни е среќна слободата. Среќна и долговечна, Милице. Како си ми ти, ќерко? Да не нешто лошо си има случено со Орце. Сите креваат раменици, никој не го видел. Ништо се нема случено, Илијице. Орце си е здрав и жив. Ти гледаш? Жив и здрав. А сега не? Вистина, баба Мара? Вистина, ќерко, малко нешто го закачило за раката, ма ќе му помине. Како на кутре ќе му помине. Ти поздрав за Аберу, баба Мара. Ама бакнежот за Орце да се го чуваш. Моминските бакнежи се како меулем за момчињата. Ајде, не срами ми се. Ајде, и на болница да си го видиш момчето. Ајде, со здравје. Со здравје, Баба, јунак, тој мора. Нема повеќе, мајстор Димо, готово е.
Веќе го запали ова джубе. Ајде, пали. Не куртулино да носите ставре. Сврши сиромаштијата. Бре, световна вистина ти бил тркало. Час си долу, час си горе. Се врти. Некој вчера да ми речеше дека денеска ќе ги гориме тефтерите, ќе мислам дека е луд. Ајде ме, фрли го и дојде. Добар ден, дедо. Дал ти Бог добро, синко? Каде да го најдем Јордан Пиперката? Ноќеска го нападна аскерот во Прибилци, а денеска се во Цер. Од каде си ти, синко? Од Крушево. Го ослободивме Крушево. Чувте ли? Нека ви е оно. И Демир Хисарско е слободно. Нека ни е среќна и долговечна слободата. Е него Јордан Пиперката. Војводо, гласник од Крушево. Што е? Крушево го ослободиле. Како? Па вол да види. Орли! Орли сте вие Крушевчани. Ајде, момче, кај мене се спи. А, не. Одам во Смилево, во главниот штаб. Така ли? Тогаш оди. Многу здравје на Карев и Питу. До гледање! Хајде! Мајсто здравје! А, Карев. Што ќе биде Карев? Карев се знае. Карев е на сите. Зимкире, нашите. Какви наши, бре, слепец. За не гледаш дека комитите се радуваат. И да се нашите, мислиш, не дал би, не закача. Направат грбот како мирот. Пукањето без потреба најстрого да се забрани. Доста беше веселба. Нам секој куршум ни е поскапи од злато, ние го фрламе во ветер. Ајде бак. Давај. Наредбата веднаш да ја пренесеш до сите војводи. И секој што ќе се огреши ќе одговара пред револуционерниот суд. Разбирам, војводо. Насана. Не фатија на спијање како пилци. Тујазак. Не фатија. Олди бити. Олди бити, а? Погаки речи не фатија, погаки. Пијаници. Рамолепци. Ами ти бе, Аредин, кога си знаело ти ѓаурите ке го креваат бајракот.
Зошто не дојде кај мене да се разбереме, да видиме што ќе правиме, да превземем нешто? Немаше да ги пуштамше Есемина Аскер да ја собираат вергијата по села. Јас имав специјална задача. Ајде, бре, специјална задача. Да грабате ѓаулките со јаја по храна. О, тебе те боли, а? Не успеа да извлечеш уште некоја лиричка од таткој. Ти се ли изделипчеш, За а? ѓаулката еч не ми е гајле, а за парите кола е работа. Само сакам да ти кажам, да го чујат и да го разберат, еве сиве овие што се овде. Пратив ли јас 2 пати по тебе, Абер, да дојдеш ти кај мене во ичуматот? Пратив? Така ли беше таќу? Така беше. Пратив? Така беше. И? 2 пати ги викав и него јаја. Мајтав си игра со мене. А? Кој е тогаш виновен за себе оваа годиница што стана во градот? Кој? Кој? Ти! Тој. Озбе, сикнем диране и монам гред. Кој бе, пушти Сработа! Не го прашај го, мајстор Димо. Тој е виновен за се лошо што стана во градов. Тој со јаја е грабна керка му на кушулозе. Тој сакаше да ги стрепа сите градски правенци. Тој! Јас не знам кој е виновен. Јас само сакам овде да нема џурултија. Толку. За се друго ќе го каже зборот Народниот суд. Пред него. Правдајте се, не пред мене. А мајстор Димо, Да. како суд рече? Народен суд. Народен? Демек, народот ќе суди. Е, така некако. Ашкос, далеку ќе ја дотерате, мајстор Димо. Далеку. Свестете се, луѓе. Да сум јас на ваше место. На колена ќе го молам султанот за прочка. На колена. Мајстор Димо, Што е, бе? имам нешто важно да ти кажам. Ај, сиктере, бе, кодаш. Сите новодојдени комити началнику се вооружени, облечени и спремни за борба. Добар ден! Што веселба му удривме. Тој Чавчо ти бил голем другар. Слушај, Пито. Ако го ослободивме Крушево, се уште не сме ослободили Македонија. Нам допрва работа и борба ни престоја, тебе те чекаме повеќе од час и половина. Јас не сум ученик и не дозволувам да ми се држат предавање, Никола. Питу, седи и лекве многу джеба. Се познаваме многу добро. Ќе седнем, па што? Седни! Слушај, кој како од нас се однесува, тој е веќе наша заедничка работа. Да ти објаснам, Никола. Нема што да ми објаснуваш. Се е јасно. Продолжи, Андреј.
Возот со Омер Ружди Паша веќе пристигна. Ovo je Alijaga. Омер Ружди Паша. Овој ќе им го згасне кандилцето, симсилето нивно комицко. Да ти се многу години, Омер Ружди Паша. Добре ни дојде во Битола. Журналист. Sakın. Buyurunuz konsul efendi. Buyurunuz. Кој е ова, ефенди? Австро-унгарскиот консул. Леле, што резил ке сториш ако не го пушташе? Од каде да знам јас кој е? Како бре, од каде да знаеш? Па за не гледаш дека има цилиндер на главата? Разбирам. Валијата ќе ве повика штом ќе биде подобар. Пожелувам што побрзо да оздрави. Ало! 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 Врските се прекинати со Крушево, Кичево, Дебар, Охрид, Прилеп, Лерини и Костурско. Доста, Кемал Ефенди. Се ми е јасно. Ги сече телефонските словови Омер Ружди Паша. Ги палат чифлиците. На запад од Вардар не функционира ни една линија. Но тоа ништо не значи, ве уверувам. Брзо ќе воспоставиме врска. Се надевам. Не те разбирам, Кемал Ефенди. Толку градови отсечени, а може би и заземени. Страшно. И тоа во мојот вилет. Каква е состојбата со пругата Скопје-Солун? Се уште функционира со мали прекини. Има урнати мостови, но ги поправаме. По се изгледа Омер Ружди Паша. Само битолскиот вилајет масовно се крена. А комитите во ваква положба брзо ќе ги средиме. Не умри конју до зелена трева. На Аллах да му се молиме, велико. Друго не останува. Народ е тоа Омер Ружди Паша. Не, шега. Секој само да плукне ќе се ударне. Ало! Ало! Ало, Скопје!
Bavine za ubavine. Забележувате ли, ексцеленцио, вечерва нема ни еден турски офицер? Тоа ги потврдува моите информации. Султан Хамид губи. Да, и јас мислам така. Тоа ќе биде непријатно за сите нас. А и валијата сомнително се држи. Денес одби да ме прими поради болест, дипломатска болест, нели? Да, по се изгледа. Кој можеше да очекува една шепа безумници сам, без помош од страна да ги занишаат темелите на империјата. Гнилата крушка сама паѓа, не и треба ветер. Крушката ја нагриза црв, господине конзул. Ја нагриза нивната организација. Внатрешна македонска револуционерна организација. Какво помпезно име. Цели 10 години како ријат. На здравје. На здравје, ексцеленции. Мои дами, на здравје. На здравје. Екселенции, драги мои дами, морам да одам. Таква е нашата работа. Брати се, срце моje, жду ти бија. Добра ноќ. Добра ноќ.
Pustite ga u to. Ja sam žurnalist. Pustite ga, žurnalist, pustite me. Skandal! Zašto sam Kardašlar? Skandal! Istrebete gi tije komiti! Istrebete gi nervite, gospodin konzul. I nije sedimo ovde, počituvam kolega, v ova kočina i čekame od nas da napravat pleskavici vo svoj orijentalen stilu. To je neizdržljivo. Jaz tam istina ne možem poveće da izdržam. Smirete se, kolega, ви молам, седнете. Тоа не е наша работа. Во Санието е внатрешен проблем на Турција. Имајте го тоа предвид. Седнете. Вие можете да останете, јас јодам. Дали сте расположени за една мала прошетка, сеньорина? О, со задоволство, екселенција. Повелете. Уште не спиеш, мила. Доцна е. Лоши вести, мила. Моите информации се покажа апсолутно точни. Се надевам дека господинот министер ќе знае да ги цени моите заслуги. И јас ги ценам вашите заслуги, екселенција. Да? Свиња! Свиња! Нерви. Сите започнавме да ги губиме нервите. Ти не разбираш во каква ситуација сум јас, па тоа е страшно за Бога. А кој ме разбира мене? Вие, Боже, чувај, гнијам во оваа дупка и чекам секоја ноќ господинот конзул да се врати в зори со важни информации добиени в кревет. Каква жртва, мундје! Тоа не е точно. Тоа е интрига, мила. Верувај ми. Ти се колнам. Тоа е интрига. Циркузант! Ало! Поврзете ме со Виена! Хитно! Да? Најголото девојче во градот го запустив. Не е било судено да поживее сиромашка. Не, Арно.
щом Господ вака суди. Има ли душа, срцето е твој Господ? Не хули на Бога, чавче. Ние луѓето сме малечки да го разбереме. Сима некој есар тој. Долго си го зема, што знаеш? Што е? Абе, многу има денеска. Чекай таму. Gospodine, А? ja vidi ga ova. Даде? Од ова, синко, ништо не видува. Партал си е сторил. Слушај, да им кажеш ти на твоите чауши да ги соберат едно место сите терзи, како што ги собраа фурнаджиите, сарачите и пушкарите, а сите одеднаш да помогнеме и некое ново шејче да ви слушиме. Ќе им кажам. Ми ја откина од срцето Стојанка, чедо. Ја убија Стојанка. Чопче! Кажи! Дојди да помогнеш малку. Ајде, не можам сега. Чапче, Повери. собери неколку амали и носете од мазата се што останало. Од народ дошло, за народ отишло.